Даниела Настеска е еминентен македонски научник кој на Универзитетот Оксфорд предводи истражувачки тим кој се фокусира на истражувања поврзани со дијабетесот тип 2. Семејната приказна поврзана со незиниот татко била една од главните причини и мотиви Даниела да се фокусира со истражувања токму на ова поле. Некако сите борби кои што ги поминавме заедно како семејство со него, меѓутоа и неговите лични борби со болеста, со компликациите и се, ме наведе да се посветам на истражување на дијабет. Од медицинскиот факултет во Скопје преку универзитетите во Белград, Киото и Бирмингем, научно-истражувачката работа пред 3 години ја донела Даниела на еден од најелитните универзитети во светот. И во последниве години во наука се фокусираме на клеточно или на ниво на ткиво. Во овој случај тоа се островцата во панкреасот кои што прават инсулин, хормон кој што е потребен за регулација на нивото на шеќер во крвта. И се фокусираме на тоа како овие клетки разговараат меѓу себе. Кога организмот има потреба од инсулин, во минатото мислевме дека сите клетки за да може да остварат таа функција треба да се исти, практично копија една на друга, но денес сваќаме дека колку тие клетки се различни, поразлични меѓусобно, толку се поспособни да извршуваат таа основна функција на правење инсулин. Современата наука во развиените земји познава повеќе начини на третирање на дијабетесот. Постојат лекови кои што денес се познати заради намалување на телесната тежина, како Земпик, Монџаро и слично. Тоа се лекови кои што првенствено ја помагаат функцијата на островцата да прават повеќе инсулин и се многу моќни во контролирање на болеста. Во неколку центри во светот, вклучувајќи и нас овде во Оксфорд, од починати донори се жнеат островца кои што потоа се трансплантираат на пациенти со дијабет. Даниела, медицината низ историјата еволуирала кога е во прашање дијабетесот, но засега тој сепак може само да се контролира, а не и целосно да се излекува. Колку е медицината блиску или далеку за изнаоѓање лек за него? Можеби во научно-истражувачки аспект, оно што е највозбудливо е создавање на островца во лабораторија, кога се земаат клетки кои што имаат способност да се размножуваат неограничено, се земаат од кожата или од други региони во телото кои што го дозволуваат тоа и се репрограмираат да личат на клетки кои што прават инсулин. И очекувам дека во наредните можеби 50 до 100 години би биле доволно функционални да се користат за лекување на болеста. Доколку се идентификуваат сите гени кои што се поврзани со развој на тип 2 дијабет, денес постојат процедури кои што дозволуваат генетска корекција, односно поправање на едноставен начин на критичниот или слаб ген во телото со нов пофункционален кој што ќе го спречи развојот на болеста. Значи, потенцијал постои, меѓутоа не сега, технологијата не го дозволува тоа сега за сега.